се заканија влен дека ќе излегуваат од влада. Ова е само сценарио, алиби и подготовка. Ќе излеземе ние од влада, ќе се направи криза владина, ќе се одложат уставните измени, ќе изиграва патриот, Пак изиграва за да има локални избори, на локалните да поминат и после локалните избори да ги направи уставните измени. Ние сме дали еден рок од 6 месеци како коалиција Влен, во кој што владата мора да понуди решение за надминување на кризата. Секако дека уште сме во четвртиот месец, кога ќе стигнеме при крајот ќе видиме какви се можностите и што би направиле понатака. Моментално тече рокот. Моментално рокот ти тече. Као го шупчате, неверојатна работа. 58 пратеника му дава на овој. Леле. Дуј Каква брука е ова? Прашањето е дали ќе обстои ВМРО и знам самоставно или ќе влетат Дуј. Без албански коалиционен партнер нема шанси да обстои владата, а Дуј нема да влегува влада. Инаку морам да дам еден коментар. Само што ова е сценарио не заради национални побуди, заради принципијални европски побуди, туку ова е сценарио како да се одолжи рокот за уставни измени. За да се одложи рокот за уставни измени, они ќе излегуваат од влада, пак имаат владина криза, пак имаат, ти реков ми рече, и избори локални. Па чекај сега техничка, па после локалните тек таму ноември ќе се состави пак владата да функционира и тек тогаш, значи после локалните избори да ги донесат Ма за локални нема техничка. Значи, да, има избори, нефункционално. Да, немаш да носиш. Не можеш да носиш закони и уставни Закони, измени. Значи, после локалните избори да ги направи уставните измени. Ова е само сценарио, алиби и подготовка. Ќе излеземе ние од влада, ќе се направи криза владина, ќе се одложат уставните измени, Као ќе изиграва патриот. ќе изиграва патриот, Пак ќе изиграва патриот. да, за да има локални избори, на локалните да поминат и после локалните избори да ги направи уставните измени. Еве тоа се прави во моментот. Маскев Гежец има одлична забелешка, вели, значи за 2-3 месеци ќе почнат тензиите што се најавуваат оркестрирано од сите страни. Има логика. Тој рок, тие инциденти, сценарија и дестабилизација, тоа предвидување коинцидира со ова што може да се случува ако за 2 месеци не се дојде до некакво решение за уставни измени. А Морхан Муртезани го каже уште еден многу важен податок, а тоа е дека во Брисел нема никакво расположение, односно било примено со огромна доза на резерва барањето на Мицковски за одложено дејство, за внесување на Бугаријата во устав со одложено дејство, и патем тоа го кажа во првиот исечок од Муртезани кој што го пуштивме, дека тоа не преговараме со Бугарија, туку 27 земји членки на Европската унија се согласиле тоа да биде единствен услов за Македонија за почеток, односно продолжување на процесот на преговори со Европската унија. Само као куриозитет интересно, денеска Виктор Орбан побара Бугарија да стане дел од Шенген. Не побара. Орбан даде безусловна поддршка на Бугарија да стане дел од Шенген зоната. Така е. Да. Па нели му е многу близок на Мицкове? Нели стратегиски партнер? Да. Што ќе значи кога ние ќе треба да влегуваме во Шенген зоната, Бугарија ќе биде пред нас и пак ќе имаме услови од Бугарија. Тоа значи дека другарот на Мицковски ни направи уште еден потенцијален проблем кога ќе треба да влегуваме во Шенген зоната. Но да се сконцентрираме на ова значи дека они ќе ги одложат уставните измени, сценариото ќе биде Влен излезе од влада. Ајде сега избори. Не сега избори, ајде сега на и предвремени да не сака да прави. Ќе имаме, нема да прави предвремени. Ќе имаме владина криза, не знам што, избори ќе дојдат. Владината криза се става адакта, траат изборите, завршуваат локалните без внесени бугари во устав, Мицко за да изиграва патриот. И после локалните избори, кога ќе завршат и локалните избори, тогаш ќе ги внесе бугарите во уставот и тоа ќе биде тоа. Да видиме. Ќе збори у кампањата за капиталните инвестиции и алоцираните средства од буџетските ставки за кои што поема нема
сушност на што мисли. Да. Да го погледнеме Муртезани како вели дека нема голем оптимизам за уставни измени со одложено дејство. Го кажува како оној со Не гулабите. постои како варијанта. Кажува што му кажале. Там Рганчарска телевизија. Министре, едно кратко прашање, дали од Брисел на идејата уставни измени со одложено дејство јасно ви е кажано не? Прво, јас на неколку наврати јавно имав кажано дека тој предлог не се гледа со голем оптимизам во Брисел, меѓутоа не се отфрла целосно. Мислам дека ние треба да настојуваме на изнаоѓање на решенија кои што ќе бидат прифатливи и од нашите стратешки партнери. Ова не зависи многу од нив, туку зависи од нашата волја и ангажман за изнаоѓање на решенија. Нема голем оптимизам. На кратко, нема да внесуваат бугари, ќе прават криза, политичка криза ќе прават, за да на локалните избори да имаат кампања, не ги ставивме бугарите во уставот. После локалните избори ќе стават бугарите во уставот. Што би рекол, големата работа на кратко, тоа сека долгата Long story short. да, долгата приказна на кратко или long story short, тоа е на кратко, вака што каква шема ќе прави Мицкоски за локалните избори. 250 милиона по за легитимен подкуп на гласачите, Како што вика он. да како што вика он, плюс оваа приказка политичка криза, тука ние не прифаќаме уцени од албанците, не прифаќаме уцени од бугарите, тоа ќе го прави како шема, ќе завршат локалните избори, пак ќе формира влада со истите влен и ќе ги донесе бугари, ќе ги стави бугарите во уставот. На кратко, тоа е приказната. И мислам дека да. Тоа е тоа. Почитувани гледачи, тоа беше 31-та епизода, 5-та сезона, тешки муабети, имајте убава вечер. Ви благодарам за сите донации, Бобче 93, фала ти на донацијата. Ви благодарам сите донации, ви благодарам за лајковите, за сабскрајбовите, за шеровите. Ако немате кликнато сабскрајб, кликнете сабскрајб. 70% од тие што не гледаат не се сабскрајбери. Сакам да кажам, значи не ви стигаат нотификации кога почнува емисијата, не ви стигаат други новости од YouTube, не ви стигаат емисии видеа што ги објавуваме од YouTube. Така да Морате на звончето да стиснете. subscribe треба, стиснати на звончето да го кликнете до subscribe-от. Да. Тоа ни значи на нас многу. Вас не ве кошта ништо. И уште еднаш да ви се заблагодарам, се гледаме утре. Утре имаме редовен термин со Стефче Акимовски. Стефче има некои интересни документи околу наводниот криминал што го нашол Панче Тошковски, а Стефче има некои документи кои што се однесуваат на други општини, каде што градоначалници се Дуи, Влен, ВМРО, ДП.